композитор и пианист. Една од нашите најреномирани, но и најизведувани композитори со светски премиери. Секако и со добиени многу меѓународни признанија. Чест и задоволство ми е да ви ја представам и да разговарам со Дарија Антовска. Дарија, имавте две премиери во изминатава недела, светски премиери во Токио и во Скопје. Спласна ли импресиите? Какви се вашите импресии? Добре, јас можам повеќе да зборувам за импресиите од премиерата на која што бев присутна. Тоа е премиерата во Скопје. Композицијата ја изведува Altus New Breed ансамблот, кој што е мешан состав на француски и македонски музичари. А за премиерата во Токио само добив известување од диригентот и директор на операта во Токио, господинот Казухиро Котецу, дека имало навистина одличен одзив за мојата композиција, дека многу ми се допаднало. Уште не се спласнати, се разбира, печатоците, ке треба подолго време да помине додека се преслушаат и сите снимки, за кои што сум благодарна дека ми стигна. И допрва ќе стигнуваат веројатно и уште повеќе реакции. Ношти минав и со мајке сум се родила. Како беа печатоците, односно како вие решивте да ставите печат еве за овие дела? Како дојде инспирацијата? Добре, јас внимавав цел живот, не сакав да се занимавам со фолклорот македонски, додека не се почувствував зрела да му дадам дополнителна уметничка вредност, заради тоа што на било кој друг начин би го осквернавала. А овие две композиции беа избрани токму од тие кои што ги изведува, значи Благој Нацовски сам се ја побара, сношти минав, додека Altus ансамблот сам ја побара, со мајка сум се родила. Така, оваа година имате 5 светски премиери, иако се уште годината не е завршена, може уште да очекуваме од вас, нели, во последниве 2 месеци кои што не се од годинава. 5 светски премиери, но само една во Македонија, за жал. На што се должи ова? Добро, веројатно интересот за уметничка музика пред се, па добро да кажем и современа музика е поголем надвор отколку што би бил во Македонија. Пласманот на уметност воопшто во Македонија е под знак прашање, а и со тоа и постоењето, односно непостоењето на критика, не само за музичката уметност, него воопшто за сите уметности на македонската сцена, и нема критика, а поради тоа и се разбира, се намалува квалитетот и интересот. За жал, предпоставам дека тоа е една од причините, а другата е стандардната, тоа дека сме преоптеретени со политика, преоптеретени сме со екзистенцијални прашања, навистина на луѓе кои што едва врзуваат крај со крај, први со први, тешко е да им се пласира уметност, треба да се нели задоволени основните човекови потреби за живот, за да може понатака да им се пласира уметност. Нели сметате дека може би еден начин на опуштање покрај тоа што да заборавиме на секојдневните проблеми, сепак може да ни биде благодет музиката која што треба нели да ја поддржуваме, затоа што е наша тука, секако направена од наш композитор, но и да го поддржуваме она што нели се твори во нашата земја. За опуштање може би не, заради тоа што за тоа е со таа цел е направена секогаш популарната музика, нели, за да бидат за опуштање. Уметничката музика секогаш бара малку повеќе и емоционален и интелектуален ангажман.
И претпоставам дека заради тоа и не го гледаме како опуштање, но со оглед на целокупната ситуација во која што се наоѓаме и политички и општествено, верувам и сметам дека мора да се стави поголем акцент на уметноста и на културата воопшто, заради тоа што и уметноста и културата е таа што ни го одржува идентитетот и милениумите наназад кога не сме имале држава како што имаме сега, а и таа ќе биде стожер и на понатамошното битесување на Македонија. Да, како според вас се новите генерации кои што доаѓаат на факултетите и вие каде што предавате на факултетот за музичка уметност, колку пројавуваат интерес во споредба со порано, затоа што знаеме нели сега што ни доаѓа од трендовите на светот, каква музика се слуша нели помеѓу младите, но колку тие се заинтересирани да работат по класична музика? Знаете, тоа го викаат бакнат од Господ. Ако ти е дадено тоа, еве јас сум порасната во Македонија и порасната со луѓе кои што слушале секакви типови на музика, кои што воопшто и немаат контакт со тоа со кое што јас се занимавам, за кое што и нема сцена во Македонија, современа музика, концерти на современа музика не постојат во Македонија или се многу исклучително ретки, еве за вака гостувачки ансамбли. Но ако на некој му е дадено, тој си го бара начинот како да се реализира себе. И постојат студенти кои што би сакале да се занимаваат и со класична музика, и со современа, и да се развиваат во тој правец. Ние на факултетот за музичка уметност во Скопје се трудиме да им ги овозможиме сите услови за нивниот развој, за понатака кога ќе излезе во светот, ете исто како мене, да можат рамо до рамо да се носат со нивните колеги. Да, оно на кој што ќе работите во следниот период е музика за словеничката опера. Како дојде до оваа соработка и што за вас представува ова? Не музика, него е конкретно опера за словеничката опера. Соработката дојде од колешка с која што се запознав јас пред неколку месеци лично. Таа пронашла мој контакт, ја предложена за некаква награда, каде што таа била во комисијата, се заинтересирала за мене, госпоѓата е диригентка, се заинтересирала за мене, имајќи го предвид нели моето портфолио, ме контактираше дали сум заинтересирана и ете словеничката опера ќе овозможи средства Дарија Андовска од Македонија да пишува за нив опера, за жал, еве до ден денес нема такво нешто во Македонија. Да, јас се надевам дека секогаш светлите лица, луѓето кои што се со позитивна енергија, нели си го наоѓаат своето место во светот. Таков пример сте и вие, затоа што сте често комуницирана, контактирана и изведувана на многу светски сцени. Веројатно е дека неверојатно него се потврдува тоа што јас го дознав кога бев многу мала и кога сакав да се откажам од музика, дека талентот е како топка во вода, колку сакате буткајте топката надоле, таа ќе исплива. Проблемот на една мала држава како што е нашата, каде што се помешани секакви релации од меѓусебни до професионални, го нема во светот. На светскиот пазар е како на спортски терен. Ако си квалитетен, ќе се види, ќе го препознаат тоа и ќе те приберат, затоа што им иде во прилог. А кај нас, веројатно, ќе потрае уште тоа созревање да стигнеме до тоа ниво. Јас ви посакувам во иднина уште многу успеси и секако и соработки, уште многу светски, но и домашни премиери. Ви благодарам многу. Се надевам дека ќе имаме можност уште еднаш да разговараме за македонски премиери.